Краков е еден од најстарите и најубавите градови во Полска, познат по својата богата историја и културно наследство. Сместен покрај реката Висла, тој со векови бил центар на уметноста и образованието. Денес Краков привлекува посетители со својата архитектура, жива атмосфера и уникатниот спој на минатото и современиот живот. Еврејскиот кварт во Краков, познат како Казимеш, представува едно од најзначајните историски и културни подрачја во градот. Основан во 14 век, овој дел со векови бил центар на еврејскиот живот, каде се развивале традицијата, религијата и трговијата. Низ тесните улици на Казимеш се наоѓаат бројни синагоги, меѓу кои старата синагога, која е една од најстарите во Европа. Квартот бил живо место исполнето со училишта, пазари и домови се до Втората светска војна, кога еврејската заедница претрпела трагични последици. Колку и да се потрудив преку слика, видео, да ви го доловам овој дел од Краков, еврејскиот кварт Казимеш, сепак ова не е доволно. Ви препорачувам топло да го посетите градот Краков и еврејскиот кварт. Тука можете да уживате и во нивните традиционални полски јадења, меѓу кои и запеканките. При нашата посета на градот Краков го посетивме и меморијалниот споменик Empty Chairs или празни столчиња. Тој представува силен символ на сеќавање на еврејските жртви од Втората светска војна, лоциран на плоштадот на поранешното гето. Овој споменик се состои од 70 празни столчиња, кои го представуваат отсуството на илјадници луѓе што биле депортирани и убиени. Неговата едноставност остава длабок емоционален впечаток и подсетува на трагичната судбина на заедницата. Во близина на меморијалниот споменик празни столчиња се наоѓа и аптеката под Орелот или под Орлем, место со големо историско значење. Оваа аптека била единствената што функционирала во гетото за време на нацистичката окупација. Незиниот сопственик, Тадеуш Панкевич, им помагал на евреите, обезбедувајќи лекови, храна и засолниште. Денес аптеката е музеј што сведочи за храброста и човечноста во едно од најтешките времиња во историјата.